Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Пред локалните избори на 15 септември владините автомобили ќе добијат нов визуелно впечатлив изглед. Црвени регистарски таблички со жолта боја. Владата вели, целта е поголема отчетност, транспарентност и лесна препознатливост на службените возила. Прво ги офарбаа старите оклопни возила, сега ќе ги фарбаа табличките на службените возила. До кога планираат да ги трошат парите на фарбање? По фарбањето ќе знаеме ли навистина кој, кога и зошто го користи службениот автомобил? Ке се намалат ли злоупотребите за приватни цели, како што се шопинг, одмори, викенди на државна сметка? Или станува збор за уште една козметичка промена со политичка позадина, без суштински ефект? Во земја каде што граѓаните со години гледаат како владини и општински возила стануваат алатка за лични цели на функционери, секоја мерка што ветува отчетност предизвикува сомнеш наместо доверба. Кои возила ќе добијат нови таблички? Ќе бидат ли тоа само владините автомобили или и возилата на јавните предпријатија, државните институции и општините? Дали навистина ќе се воспостави црвена линија меѓу службеното и личното користење? Ќе престанат ли злоупотребите само со фарбање на табличките? Ако се воведе јавна евиденција кога, каде и од кого е користено службеното возило, дали воопшто се потребни нови таблички? Колку ќе ги чини граѓаните оваа промена? Дали има поевтини и посуштински решенија? Ќе спречат ли новите таблички приватната употреба на службените возила? А денес во црвена линија ќе може да го кажете вашето мислење за практичноста, цената, правната основа и кој ќе ја има вистинската контрола со воведување на црвените таблички со жолта боја. Темата за денес во црвена линија е: зошто пари за службени возила и фарбање има, а за пожарни и болнички коли нема? Имаме и прашање плюс, тоа е анкетно и се одговара ако не следите на Инстаграм, па затоа побарете го профилот на црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Откако ќе не заследите, веднаш кликнете на Инстаграм стори, а таму одговорете на следново прашање: дали службените возила треба да имаат уред за целосно дигитално следење? Имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на вашиот одговор, односно на полето кое што го содржи вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите, пресметаме во проценти и секако соопштиме таму некаде по рекламите, некаде е всушност кон крајот на црвена линија. А сега сме целосно подготвени за вас. И секако напомена веднаш по вртењето на бројот 023070005. Не заборавајте целосно веднаш да го намалите тонот на телевизорот, поточно на ТВ приемникот. Бидете активни и на Facebook страницата на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Објавена е темата на Црвена линија и на Facebook. Пишувајте коментари и не заборавајте дали прв пат, втор пат, секако сте добре дојдени и повеќе пати во Црвена линија, доколку не ви стигнат оние предвидени 90 секунди за едно вклучување. Па можеме да почнеме. Добар ден. Добар ден. Убав ден, господине Роме. Вака сега. Овие политичарите не ме гајле за пари. Парите ние ги даваме, народот ги дава. И тие како саке, така ќе си прават. Не интересираат ни за нас, ни за никого. Само да си земат пари тие и фарбаја сакаш ти или ми ти сорват, джабе тие. Не само возилата. Тие треба да се фарбат. Зашто тие се расипани во ликот и во паметот. Политичарите. Ајде, зошто се нема, да речеме, за службени возила и фарбање се има пари, а се нема, да речеме, за пожарни возила и болнички коли? Па нема за тоа. А за аними има за фарбање. А за луѓето, за оздравето докторите, за тоа нема за луѓето. А за аними има.
Господине Ромејве Јова, дали службените возила според вас треба да имаат уред за целосно дигитално следење GPS? Треба да има, ама за джабе и следиш. Тие пак ќе си правиш што сака тие. Ние не можеме со ними да се расправиме. Тие си правят тоа што сака тие. И така е Дина. Да те вали Господ од вакви луѓе, од политичари. Од ними се радат најпоќе. Тие само за пари. И тоа е све дават и куќата своја ќе ја дават само за пари. Поздрав од Роме од Бичево. Поздрав секако и до вас и благодарно што редовно не следите и учествувате. А и со вас ја почнуваме оваа црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ден. Добар ден. Добар ден. Имате еден пропуск направено. После тоа фарбање треба да има запирка и телефони. Има, значи за фарбање и зашто имаат направено и голема набавка на телефони, ама никој не објави за тоа. Значи за тоа има пари, ама за се друго нема пари. Па тоа е искомплицираноста на нашиот човек, ама не се они криви, криви сме ние што ги гласаме, посебно ние што носат розови на очила, па све им е добро и се оправдуваат. Работава се вика држи воду док мајстори оду. Бадиела што ќе ги фарбаат, бадиела е се, кога приказката ќе си продолжи да биде исто што вика овој другарот Ахмети, како до сега. Нема ништо да се смени. Ова е се приказки за мали деца дека наводно нешто ќе се средело, ништо нема да се среди. Може да се среди само под услов доколку во 16 часот возилата бидат паркирани во гаража на одредено место и толку. Со здравје пријатно. Наставаља возачот да го земе, во 4 да го врати. Се друго, тоа на приказки дека наводно они имале некои обврски после 16. А еве дали службените возила треба да имаат уред GPS, еве за целосно дигитално следење? Што фајда ако имаат уред? На кого одговараат они? Кој ќе им направи контрола? Сакам да прашаме, што кој им прави контрола и кој ќе поведе постапка против нив, кога они имаат имунитет, имаат одредба да трошат пари со картички, имаат некоја обврска, имаат некои лимити што треба да ги спазат? Благодарност за учеството, секако останете со нас и напомена секој ден кој што сака одново и одново за нови дополнителни 90 секунди, слободно вртете го нашиот број повеќе пати, додека трае црвена линија, сите сте добре дојдени. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Да. Да, се слушаме добро, верувам. Да. Добро, зошто според вас има пари за службени возила и фарбање, а нема за нови пожарни возила и болнички коли? Не ви е намален тонот на телевизорот, се слушам од другата страна. Стишете го телевизорот, ве молам. Намали, ве слушам. Добро, повелете. Јас ова нема врска со вакви граѓаните да кажуваат вакви работи. Јас едно за друго ви се јавувам. Проверете еднаш джингл што ви оди за вести, пошто водите и квиз, запрашете се како се врти планетата Земја, од која страна. Дали од запад на исток, а кај вас почнуваат вестите и завршуваат со джингл каде планетата Земја ви се врти од исток према запад. Тоа во некои астро разговори, сега дајте да проговориме за ова. Сметате ли дека службените возила треба да имаат уред за дигитално следење, GPS уред? Треба да имаат од други причини, а не само заради тоа дали кај се возат и што се возат. Секоја ќе ви направат налог да имаат за каде сакаат да си возат, што ви каже и претходниот гледач, како ќе ги исконтролирате кога тие си ги пишуваат сами налозите. Така, благодарам многу што се вклучивте во црвена линија и добро и што имавме една ваква отстапка, значи можеби забележувате работи за кои што сакате да зборувате, еве можеби од областа на астрономијата, па од која страна лево, десно се врти планетата Земја, но сите теми се вртат во однос на она што ни се случува дома, односно црвена линија секогаш
поставуваат теми врзани за актуелни случувања. Па еве денеска уште еднаш ќе потсетиме дека пред локалните избори на 15 септември владините автомобили ќе добијат нов визуелно впечатлив изглед. Црвени регистарски таблички со жолта боја. Црвена линија денес конкретно ве прашува зошто пари за службени возила и фарбање има, а за нови пожарни возила, амбулантни возила, болнички коли нема. Добар ден. Добар ден. Убав ден во црвена линија. Се слушаме. Да, одлично. Па видете, има пари за службени возила, затоа што се возат во нив, не се возат во против пожарните. Тамо не ода да се возат. Тоа е тоа. Но сакам да речам дека мафијата пред табличките ќе отиде. Она ќе си направи таблички други, а фарбаните кои ќе треба службено со нив. Кој ќе треба приватно, други таблички ќе закачи, затоа што тоа го знам, што правеа на изборите. Имаше таблички со АА, 2 букви напред. Од друга страна на Мерцедес си закачени, добро виде шерватата. Таква наредба да не знаат дека се овие од владата. Ќе си најдат мафијата што како треба да направи. Но ако сака да стегнат контрола, ќе направат. Замислете во Шведска Улов Палме, со точак кога беше на работа, премиер беше. Ама за среќа од кино излагајќи со жена му го тепа. Негов министер до кафе се напил и погрешка и го фатиле си зема оставка за едно кафе. Овие нашиве за на милиарда не земат оставка. Па ќе онове за табличките. Ќе најдат модел тие што да прават. Ќе измислуваат работи кај треба доти. За изборите. Не мора да трчат со такова за изборите. Ќе одат на подолги стази со... Благодарам за учеството и споделеното со гледачите на Црвена линија. Само внимавајте, тајмерот за едно вклучување е предвидено да одброи 90 секунди. Добар ден. Здраво. Здраво. Слушаме ја. Одлично. Одлично, вака може да кажем и за Марк Труте, додека беше премиер идеше со точак, па сега е главен на НАТО. Така да не мора сите та судина да доживеат како овој финецот. И норвежанец, тоа беше швејанец. Не е ни битно да не се замарам околу нив. Значи, што е работа со фарбање? Што да фарбат? Ја не сум баш добро упатен или сум ограничен. До 15 септември сите службени возила ќе имаат таблички во боја. Значи, црвено со жуто. Да. А зашто црвено со жуто? Може се имаме ние можности тука, бидејќи имаме позастапено некое знаме, најшало асоцира на знаме. Значи црвено жуто, нели, сонце жуто на црвена основа и така, ама имаме ние и знаменце црвена основа со црно орленце. Така да можат и тоа како им тргнало, гледаш у гостива нема да идат на избори, у Тетово нема да идат на избори овие патриотиве големи. Така да да им дадам идеја на овие од другава страна, ви шанса црвено со црно да си правите таблици. А според вас зошто пари за службени возила и фарбање на таблички има? Аздисани се, господјо, аздисани. Аздис, никој ништо не им може, има виза слободна, бланш карт од Западот, од Америка, од Европска унија, од Британија, бланш карт, отворено салдо, троши бате, прави што сакаш. Тоа е тој проблем. Поздрав. Поздрав, благодарам многу за учеството. Останете со нас. Сега ќе ве префрлам малку на Facebook за да и ве видите како изгледаме таму и секако да ве потсетам дека по вклучувањето на гледач, бидејќи пристигнуваат многу коментари, ќе почнеме и со читање на коментарите. Бидете активни и на Facebook, Црвена линија и таму ве прашува ќе спречат ли новите таблички приватната употреба на службените автомобили. Добар ден. Добар ден, ако сум ја. Да, ве слушаме одлично. Повелете. Па вака, бојата е поскапа сега или поевтина, не знам. Може би имаат некој нивен представник, пошто сакаат да потршат и таму некој тендер. Инаку пари. Па парите е тоа што има дојно слобода. Се рекол пред мен. И други. Него првото е тоа што пожарникари, па и да имаме ние пожарни и амбулантни возила,
Што ќе ни се кога немаме луѓе, кој да ги вози тие, кој да ги управува. Значи, гледаш они колку паметно размислуваат. Значи, една работа. За овие сите што се, значи, имаше за Георги Иванов, тогаш кога требаше председател да бидам, значи, јас сум жив сведок, од Струмица до мислам во Ландови, кај беше на 4-5 места. Значи, тој не повлекува само службени возила, туку повлекува уште најмалку 50 луѓе со него, кои што тие луѓе мора да бидат платени. А се знае од каде. А тој беше мандатот му беше истечен, значи требаше да има избори председателски. Така да се во формата на тоа, значи кога има потрошувачка, има да се украде нешто. Да се пише некој тендер. И уште една тема да се отвори. Значи, ако сакате може да проверите, тоа е работа. Зошто кога ќе се јавиш на брза помош, пробашуваат колку години е пациентот. Значи, кога е над 80, тука почнуваат лево, десно, поно, па ќе видиме па време. Благодарам многу за одговорите. Останете и следете Црвена линија. Ајде да видиме како се одговори на Facebook. Црвена линија на нашиот профил на Facebook се разбира ве прашува ќе ја спречат ли новите таблички приватната употреба на службените автомобили. Тихи Дон напиша фарбање и караванот ќе си продолжи, кучињата ќе си лаат. Во многу побогати земји не се расфрлаат со службени возила кај нас. Благодарам многу, Тихи Дон. Продолжете да бидете активни, ќе читаме коментари. И секако добре дојдени сте и во живо со вртење на бројот 0230700005. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, ве слушаме. Ева, Катина. Го подржувам и Љупчо и господинот, не му знам име да речам, бивши банкар од Крушево господинот. Значи, ние сме Титови пионери и знаеме што се правело и порано, тоа ќе го прават и сега. Индиректно преко мажот ми ги возеше функционери и Мерцедес имаше 2 таблици. Кога вози поголеми функционери се ставаше 0, да речам 5, и тоа се вози и ни полиција смее да те заустави ништо. Инаку во обичен саобраќај си имаше нова таблица. За се може да најде решење. Тоа пратња GPS, ова, она и тоа. Ајде ти докажи дека сами имаме чичко вујко, они сами себе нема да се казнуваат. Јас да ви кажам денеска една случка, тоа сакам. На семафорите кај државна болница возам од кај Капиштец на кај Мијалков, на кај Љуц. Количка помеѓу 2 линии стои во количка особа со една огромна рана на стопало, нема парче месо. И не можеме да поминеме. Се јавувам на 112, таква сум особа, штом ќе нешто видам, ја пријавувам. Им викам, господа, извинете што ве вознемирувам, вие сте тие што можете да ме пресмерите каде треба ова се пријави. Дајте име и презиме, добро. Им давам, си продолжив да возам, ми се јавуваат од полиција. Знаете што ми вика? Зошто ти го пријавуваш ова, каде се ти наоѓаш? Бев така, имав чувство дека ме бараат да ме затворат зашто сум пријавила случка. Знаеме, вика, ние 3 пати ја носиме у болница. Значи, ова е срамно што се случува во наша држава. Благодарам за учеството во Црвена линија и благодарам и ве за споделеното искуство кое што сте го имале денес. Нашата тема во Црвена линија, конкретно прашањето до сите вас е: според вас, зошто има пари за службени возила и фарбање на таблички, а нема за пожарни возила или амбулантни возила? Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Поздрав до вашата емисија. Благодарам многу. И поздрав до почитуваните слушатели, гледачи, кои си кажбат секој на свој начин. Така. Конкретно за темата, јас сум од постарата генерација и осудувам ова што се прави на големите службени возила. Значи, од власта му се дава се и се што, а од друга страна на противпожарните возила, возилата за брза помош не му се гледа ни гумите, застарени гуми, ќе помине, лесно е. Видите што се работи. Се работи во нашата мила татковина е кучето стопано не си го знае. Јас ќе ви кажам лично,
Како може еден државник, уствари председател на собрание, со школата државна доди на свадба во Косово, то никој па не било. Сега што е можно, госпожо Тина, све е можно, душичко. То темата ви е супер. Значи, има пари за службените возила, нема пари за противпожарни возила и возила за брза помош. Срамота. Хвала многу, пријатно и све најдобро. Благодарам за учеството, благодарам и за поздравите до гледачите и секако за споделеното со нив. Останете, продолжете понатаму да не гледате. Добар ден. Добар ден. Кој е вашиот одговор? Добродојдовте во земја каде се има пари за луксузни телефони од 7 милиони евра за нивните старлетини, но се нема пари за пожарникарите. Но се има пари за папаја и манго и луксузни авиони, а нема 3 месеци исплатено пари за лицата со попреченост и нивните асистенти. Добродојдовте во земја каде се има пари за луксузни коли и автомобили, но се нема пари за луѓето од Кочани. Добродојдовте во земја каде владаат секташите на чело со еден Сапелариус на Република Македонија, кој е наречен Антихрист Мицко. Ви благодарам. Благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате и понатаму и подсетувам, продолжете да бидете активни на денешната Инстаграм анкета. За вас кои што можеби малку подоцна се вклучивте во ова издание на Црвена линија, веднаш побарајте не на Инстаграм, она што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. И еве што ве прашуваме на Инстаграм стори. Дали службените возила треба да имат, дали може уште еднаш да покажеме, верувам дека да, еве, вака изгледа тоа. Дали службените возила треба да имаат уред за целосно дигитално следење? Да, не. Кој е вашиот одговор? Кликнете на полето и се разбира таму некаде по рекламите, ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. Да ве чуеме сега во живо. Добар ден. Дали... Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Вака, млада господице, јас сум Ве слушаме... постар човек. Добро. Во четврто доба може да се каже. Добро. Ќе кажам некоја работа за овие службени возила дека се треба да се направи, според моје мислење. И обележување со таблици, и GPS, и се друго. Меѓутоа, како ќе се врши контрола? Сакам, може би ќе ви изгледа малку смешно, но ние имаме председателка на држава Гордана Цилјанова Давкова. Мој предлог до неја е да го повика овој председател на Северна Кореја да ни дојде на гости во Македонија да ни каже како се чукат раце. Тогаш ќе имаме комплетна дисциплина во државата. Тоа е од мене предлог до нашата председателка и до вашата. А еве, дали сметате дека службените возила треба да имаат уред за целосно дигитално следење, GPS уред? Се треба да имат и да се контролират, али треба да има јака контрола од државните органи. Добро. А како го објаснувате тоа што има средства за фарбање таблички службени возила, а нема за нови противпожарни возила и болнички? Нема проблем, се ќе биде само добра волја. Само добра волја. Добро, благодарам за вашата волја да се вклучите во Црвена линија и да дадете одговор на нашите прашања. Останете со нас. Добар ден. Добар ден и убав ден. Повелете. Вам и на вашата им... Дали се слушаме? На вашите колеги. Добро, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Вака, ја мислам дека треба да имаат таблички и да се обојат, затоа што они со налог одат, а без налог не се оди. А за друго не можам да кажам дали
лекарите имаат или немаат брзата помош или друго. Тоа си е нивна работа. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам многу. Исклучително покуси од она што е предвидено како 90 секунди, но сосема јасни. И останете и продолжете да не гледате и понатаму. Да погледнеме какви следни коментари пристигна на нашата Facebook адреса, тоа е профилот на Црвена линија. Заследете ни и пишувајте, бидете активни. Цветанка Стојановска и што напиша: добар ден и до вас, господја Цветанка. Злоупотребите на владините возила, фарбањето на табличките со било која боја нема да ги покрие. Народот не е слеп и далтонист. Ке ги препознае. Поздрав, Тина. Поздрав и благодарам, Цветанка, што сте активни и учествувате и во секој едно издание на Црвена линија. Одиме со останатите гледачи во живот. Добар ден. Достаточно да ме слушаш. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Вака сега околу прашањето зошто пари за државни, за службени возила за фарбање и таблички има, а за пожарни и болнички коли нема. Имам вака да кажам. Вака сега. Повитно е да се шетат функционери со службени возила, отколку да се спасува нечи живот. Затоа што изгледот на табличката е приоритет, а не тоа што нема возило за да се стигне брза помош до село. Тоа не е недостаток на пари, тоа е избор на властите. Значи, не знам како да објаснам. Средствата постојат. Значи, тоа знаеме сите. 7 милиона евро телефони и се тоа. Но распределвата е прашањето на приоритети. Ако државата може да обезбеди буџет за нови службени возила и нови регистарски таблички, значи, има финансиска можност, но они избира да инвестираме во нешто друго. Значи, а не во противпожарните служби. Според вас еве зошто се прави таков избор? Како го обяснувате тогаш што е нивен избор? Ама што и можеме ни? Они се недофатливи до никого, они демек ни даваат избор да ги гласаме, ние и ги гласаме, другите и едните исто е, како и да е, истите си едните и другите, него, што сакам да кажам, лично сум сведок, каде што едно службено возило носеше пелет дома, значи пред зимски период, со Шкода државна Супер Б, значи носат пелет дома, идат, не знам, по ручеци, Благодарам за одговорите и споделеното со гледачите на Црвена линија. Секако ќе ве подсетам, со оглед на тоа што знам, 90 секунди за некој се куси во однос на тоа што сакате да кажете, може би и не ви се доволни, но секако додека трае Црвена линија, тоа важи за гледачот, слободно повторно завртете го нашиот број и доискажете се во нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Во Црвена линија сум. Да? Не, опасна работа. Видите, не се работи само за коливе. Како што слушнав, преку 6000 возила имало, така? Не знам точно колку има. Сега ќе се издвојат средства за фарбање на табличките. Табличките се мал проблем. Просек по 5 литри гориво, тоа се 30.000 литри. По 70 динара колку пари дневно доаѓа? Дневно да трошат по 5 литри? Таблички мање више, тоа е мал проблем. Еве како го обяснувате дека за таблички, фарбање, службени возила има средства, а за противпожарни возила и амбулантни коли нема? Па нема, ако ги дадеме парите, милионите таму, што ќе остане за нас? Нигде не даваат, само за джеп свој. Не ги интересира ништо, док се на власт, само се гледа како да се напуни джебот, ништо не ги интересира тоа. Дали ве службените возила треба да има GPS уред за дигитално следење? Ма што сака нека има дјавол, не ги оправа. Кој жив ќе докаже што ако има GPS? Што ако има? Они мозокот не го фарбат со табличките. Гориво, трошкови, тоа е проблемот. Многу пари идат. Без веза се Благодарам многу за вклучувањето и сега кој веќе подсетиме, датумот е 6 јули оваа година, каде што
државата всушност тргна да гасне пожари со стари армиски и полициски возила, што не се користеле со години. Сега ги става, се мислеве, уште еднаш ќе ве подсетам за датумот е 6 јули кога објавена оваа вест, ги става во функција 38 возила кои биле неупотребливи и расходовани. Надлежност за нив ќе има Дирекцијата за заштита и спасување и со нив ќе се интервенира на тешко пристапни места. Црвена линија ве прашува зошто пари за службени возила и фарбање таблички има, а за набавка на нови, например, противпожарни возила, амбулантни возила нема. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Добро дојдовте во земјата на чудата. Вакви чуда се случуваат само во нашата земја. Ние се третираме мала и сиромашна, меѓутоа сите не третираат како земја од чудата. Толку мала сиромашна земја, а живее толку луксузно. Ова лично го слушав од луѓе, странци кои бев меѓу нив као провозни, како да кажам. Значи, толку се чудат што не можат да поверуват како може да обстане, затоа што ние сме третирани малце другше, као сиромашна земја, а кога доаѓа тука таков луксус и таков живот живеат и се чудат како се живее овдека. Ова табличките што рекоа најмал проблем што ќе ги офарбаат. Него 7 милиона вие да дадете за телефони. Сега колку, не знам, 2-3 колку евра имаат плата. Прво е срамота да земат телефон на база на буџетот на народот. На работникот што двои што не може да помине месецот. Ова истото го имаше и во Југославија. Меѓутоа, тој што сака да направи, пак ќе направи. Вие не знаете какви работи се прават, тоа го правија и во Југославија, пошто јас работев во фирма каде што се и се што имаше. Така да, амбулантните возила и пожарникарите, ова е невидена срамота. Прво, не знам како не им е страм да јадат џабе ондека во собрание, значи на грбот на работникот да се луксузираат и све на толкави големи примања. Па ова е невидено срамота. Ке посетам само, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди. Благодарам и вам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Пристигаат и голем број коментари, драго ме. За тоа продолжуваме со коментарот на Александар Стојановски. Со години наназад сведоци сме како службените возила се користат за се, од викенд шопинг до летување со целото семејство. Новите регистарски таблици со посебна ознака за службени коли се најавени како решение што треба да донесе повеќе отчетност и помалку злоупотреби. Благодарам и вам, Александар, за учеството преку коментари. Продолжете, пишувајте. Добар ден. Ало. Ве слушаме, повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Добар ден, јас сум. Да, одлично ве слушаме, повелете. Вака, да бидам концизен и прецизен. Прво, ја мислам дека пари нема за службени возила и фарбање во Македонија. Све е тоа зајмови, кредити и така натака. Второ, јас предлагам и вие како медиум да направите една иницијатива во Македонија да нема службени возила. Кој сака да работи државна работа, се си работи без службено возило. Затоа што и пари за службени возила нема. Се тоа се кредити, позајмици, задолжување. Собираат од народов данок за да купат службени возила. Трето, сите тие пари да се насочат прво за пожарни нови, не фарбани БТР возила и така натака, и за коли за брза помош. Значи, многу едноставно е, само треба добра волја. Не ги замаскуваат очите со тоа што имало пари за фарбање на табличките. Не треба да има службени возила. Македонија е 100 километри држава. За кого службени возила? Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Продолжете, гледајте не. Добар ден. Добар ден.
Дали се слушаме? Добар ден. Ајде да видиме дали ќе имаме контакт со некој од вас, бидејќи приоритет секогаш имаат луѓето кои што се вклучуваат во живо. Добар ден. Ало. Ве слушаме, повелете. Дали ме слуша гледачот? Добар ден. Ало. Добар ден. Ало. Ве молам од режија дали можете да му дадете насоки на гледачот, бидејќи е во живо. Ме слушате ли? Добар ден. Ало. Па ве слушаме, продолжете. Ало, Тина. Ве слушаме. Ја ли сум на линија? Да. Службените возила понапред имаат црвени таблици за време Југославија. Ме слушаш? Одлично, продолжете, ве молам. Кај ќе иде, треба налог да му се даде одобрение, кај ќе вози од Скопје до Битола или до Паланка или до Охрид, треба и тоа да му уведат, а не само таблички да ги фарбат. Разбираш? Да, еве ќе се воведува и GPS уред за дигитално следење. Ало. Абе не само табличките, треба налог да му се даде кај треба да вози. Од кај до кај. И чим му заврши работа до време и да ја паркира кај работи, а не да си ја тера дома, па од дома па да ја тера кој знае кај на одмори и едно друго. И тоа е работата. Требаат ли да имаат еве уред, дали ме слушате, треба ли да имаат уред за дигитално следење? Не плаќа, не те слушам. Предпоставувам дека не можете добро да ме слушнете, не знам кои се причините, но еве за останатите кои што ќе се вклучите, веднаш намалувајте го целосно тонот на телевизорот. Благодарност до гледачот и неговото учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Да. Во право се граѓаните кога реагираат негативно на некои трошоци од страна на службите во државата, да речеме, за сите конкретно возилата, горивата и други секакви трошоци. Рестрикција треба да се направи и за службените возила, и за патните трошоци, и за службените телефони, тоа не треба да има такви издатоци. Кога живееме на кредити, тоа треба рестрикција да се направи и за владата, и за собранието, и за сите служби во општините и во државата. Значи, строго, стрикно да се рестриктират сите трошоци за да може да се обстане. Никако не смеа да се дозволат некои трошоци, како претходната влада, златни лажици ќе ми купува таму, ќе пречекува гости странци. Се занесуваат у облаци, летат, епи како паднаа. Па сега и овие, ако сака да останат, нека воведат стварно реални потреби на државата, што се реални трошоци, а не вакви со луксузи, со телефон. Благодарам многу за учеството. Само ве молам, внимавајте тајмерот, од тие причини го објавуваме на екраните, 90 секунди одбројува, но се разбира додека траеме, можете повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Благодарам. Значи, дали има пари за фарбање или за пожарни? Па нема, за пожарна треба 1 милион евра. За една добро опремена, а за фарбање ситна работа. Него друго ме загрижува мене. Немам информации. Дали Министерството и владата имаат служби за употреба на возилата? Па тоа секоја поголема фирма и порано и покасно има, како да речем, такси служба во фирмата. Си има еден шеф и неколку диспечери, имаат правилник кој смее да користи службено возило, кој не смее, и тој го и распоредува према приоритет. Министерот има во секое време право да користи возило. И не знам што е проблемот, и GPS да има, ќе го следи кај оди, меѓутоа он има налог. Треба да оди до таму и да се врати.
а најверојатно кај нив предпоставувам сега дека им се дадени на лична употреба. Директно му е дадено на министрот и оди кај сака. И нормално дека не може да го следи. И да има GPS, кој ќе го следи него? Јас верувам дека тоа треба така да го направат, ако не го направиле, што поскоро, час поскоро, кој што има една изрека, што каже еден господин. Значи да се направи служба таму, па шефот да одговара кој е возило каде оди. А еве со овој уред за целосно дигитално следење, дали сметате дека така Па тоа секој обично возило сега го има, тоа не е проблем, ама кој ќе го следи него? Така. Благодарам што не следите вие и сега го што учествувате во Црвена линија. Ајде да видиме дел од коментарите. Александар Стојановски, неговиот коментар го прочитавме. Продолжуваме понатаму со коментарот на Благоја Петровски. Еве што напиша: ако нема совест кај тие што ги користат службените возила, никакво фарбање или GPR нема да помогне. Тие што сакаат да ги заобиколат правилата ќе го направат тоа, да? Во некои држави кога функционерот ќе го злоупотреби службеното возило во приватни цели, без разлика ненамерно или намерно, веднаш си дава оставка. Тоа се вика одговорно. Се друго е само фаќање кривини и оправдување. Ама тоа кај нас се уште го нема и не сме го виделе. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. Да, на Црвена линија, повелете. Благодарам. Па вака, некогаш јас работев, меѓуто користев возила што се вика службени, ама без налог никогаш не излага. Во тоа време немаше GPS, но и сега има GPS, значи треба да има некој да го прати, да го чита тој GPS. Ако никој не го гледа, џабе што значи е поставен во тоа возило. Иначе фарбањето на новите таблички, тоа е капка во море, не е тоа кој знае колку голема сума, меѓутоа најголемата сума е што тие возила им се дава на службените лица да ги користат 24 сати. Го оставаат пред својата куќа, со него оди дури на нива, ако има потреба да работи, не? Значи, на овој начин само ќе биде позитивно по моје размислување, че можеме ние граѓаните да видиме некој возил со црвена табличка или зелена каква ќе биде, дека не е после работно време се наоѓа некаде на некоја плажа, на некој нива, на некој шопинг и така натака, ќе имаме право и ќе имаме можност да го пријавиме. Меѓутоа, кој ќе го контролира, тоа е во прашање. И тие кај што ќе пријавиме, дали ќе бидат ревностни и ќе си ја вршат работата, дали ќе преземат мерки против оној што го злоупотребил возилото. Ако не се преземаат мерки, воопшто, значи, али јас по мене мислам, воопшто да нема службени возила. Благодарам многу и пред да преминеме на рекламите, ево уште некој коментар. Сашо Трпковски напиша: предлог, најдобро зелени да се фарбаат возилата, зашто тие се како марсовци. Народот им треба кога ќе се избори, а вака не можеш никогаш да ги најдеш. Поздрав до емисијата. И ништо нема да се спречи, дури и поарно за нив. Ни случајно нема да има контрола, ниту инспектори, ниту полицајци. Ке знаат од кои се и само ке добијат поздрав. А ние продолжуваме со реклами. Па, ајде да ви ги соопштам секако и резултатите од анкетата. Уште еднаш да ве потсетам, не заборавајте да не заследите на Инстаграм, да учествувате во утрешната анкета и секако на социјалните медиуми, односно Фејсбук, Црвена линија и Телма телевизија. Еве ги резултатите на прашањето дали службените возила треба да имаат уред за целосно дигитално следење. На Инстаграм одговорија вака: да, 100%, не 0%. Благодарам уште еднаш и за ова денешно издание на Црвена линија. Останете со Телма телевизија, а информирајте се секогаш на telma.com.mk. Доведување.